И се додека работи во интересот на тие граѓани, не само тие што го избрале, него и оние кои што не го избрале, но кои што владее со нив, управува. И се додека работи во нивни интерес, очекувајте дека тие ќе застанат за него и ќе обранат. Ја почитувам твојата држава, амбасадорке. Затоа што во многу полења досегнала такви нивоа рамништа на развој, да за нас малите просто е тоа незамисливо. Но, тргам тоа на страна. Вие ќе си ја платите цената на својата ароганција и на улогата што ја преземавте после Првата светска војна, особено после Втората светска војна, да бидете главен полицаец и да ја држите цела Европа во ситуација во Европска Унија како ваш заложник. Но, тие се широки приказни, долги приказни. Со овој дечко што го знаете, јас често пати ги поминуваме на брифинг вама тамо, но Куров, ами како? Така да имам почитување, но мислам дека крајно време е за вас да сватите дека империите кои се рушат, кога почнуваат да се урушуваат, врнат многу гомна, амбасадорки. Од вас ќе зависи дали тие гомна ќе го задушат светот, сите ќе потонеме во нив, или, дај Боже, ќе одберете еден пат на постепено урушување како империја, затоа што е тоа логично. И нема да дозволите вашето урушување, чиј процес е започнат, да повлече во неповрат многу народи, многу држави, па дури и цел свет. Мицковски, еве го првиот пример, она што го кажав порано, дека веднаш или многу брзо ќе почнат притисоците. Знаевме и сега гледаме дека на поедини амбасадори, амбасади, значи држави, епте не им одговараше што ти и ВМРО ДПМН дојдовте на власт. Но, батко, затоа си избран од народот, еве ги првите искушенија, ќе мора да ги издржиш. Убав гол даде сега, со изјавата. Ја мислам дека нема македонец што нема да застане за твојата изјава, дека доста е веќе странските амбасадори да се мешаат во нашите внатрешни работи, особено во работи што се скапани, метастазирани, а кои што имате намера да ги подобрите од корен, тоест да ги рестартирате од корен. Држте се и ти и твојата екипа. И чувајте се само од возгордеаност и вообразеност. Ако успеете да се сочувате од тоа, затоа што власта е најголемиот опијат што постои на овој свет, нема поголем опијат. Ако сачувате некоја природна скромност во себе и умереност, ќе бидете помалце ранливи. Токму пред вашите непријатели, затоа што првата работа
Првата ахилова пета што тие ќе искористат да тргнат против вас, да ве дефимираат и да ве компрометираат мицковски, ќе биде вашата возгордеаност, ароганција, чувство на недопирливост. Ако продолжите да владеете доволно долго време да власта така ве опијани ве стави под своја, под незина контрола. Знаете, лостовите на власта се во ваши раце, но немојте да дозволите таа да завладее со вас. И пред се тие лостови употребувајте ги или употребете ги за доброто на граѓаните, тоа нека ви биде првата работа во глава. Го заборавите ли тоа, го откривате газот, станувате ранливи. Во комбинација со возгордеаноста и ранливоста, многу брзо тие тамо, кои со право мицковски ги нападнавте, ќе најдат начин преку своите безбедносни служби, преку своите сателитски невладени кои што им се во нивна служба, ќе ви најдат ахилова пета кај што тамо ќе ви удрат. Ќе ви го најдат оно откриено место и токму тамо ќе ги забодат своите отровни заби, метафорички да се изразам. И уште нешто да им порачам на некои мои обожаватели. Значи да немате дилеми. Јас не отидов да барам фотели, функции, како што гледате. Не ме видовте у ниедна смена, директорско место, министерско заменик министер. Знаете од која причина? Драги мои така наречени пријатели, знаете од која причина не ме видовте на тие списоци? Затоа што не отидов да барам ништо, многу е просто. Многу е просто. Така да, во скоро време не ни очекувате дека ќе ме видите. А сега сакам да ве поздравам, амбасадорке, во име на Куров, да не ме сватите погрешно, на секретниот агент Путина Куров, Саша Куров. Овој го знаете. Мора да ви е омилен лик и неговиот постер да го чувате во вашата спална соба. Македонците и русите 300 милиона. Стварно Абе, добро, па мислете си што сакате, па ваша работа, ова мислам за ние поглупи, не свашта може да помислат, ама па и помислете си. Се гледаме.